Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Тако, Татко небесен, во Исуса сум возљубен. Срцево да се вселиш во него. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе, Татко наш, кој си на небесата. Татко небесен, возлюбен Татко, што го даде својот син Исус за секој еден од нас. Го даде својот син не за да му судиш на светот, туку да се спасиме преку него. Сега е прашање на момент, на слободна волја, да повикаме кон Исуса, да бидеме негови следбеници, да бидеме негови ученици, да бидеме од робови на гревот, робови на Исусовата праведност. Значи, тој плаќа за нас, го плаќа гревот. Да ја живееме не нашата, неговата правда. Да ја примиме неговата сила, духот утешител, духот исцелител, духот на вистината, духот на љубовта. Да можеме да го победуваме светот, да работиме за Царството Божјо, да станеме сотрудници Божји, чии имиња се запишани во книгата на животот. Да живееме во заедништво со Отецот Исус Христос, да не роди во духот, да бидеме новородени, духородени, љубовно родени. Те сакаме, Господи Исусе Христе, ти благодарам, Господи Исусе Христе, што ги излеваш овие слова, што ме научи да им простам на сите, да не осудувам, да се покајам за секој грев, за гревовите на моите предци, да се покајам и да ја прифатам Твојата волја, Ти да ме водиш, учиш, обликуваш, да победувам со љубовта. Ние не го примивме духот на овој свет. Значи, ние примивме Дух Свети, вдахнат ни е дух во душата. Имаме жива душа, тоа е мало пламенче кое треба да се распламти. Ние не го примивме духот на овој свет, туку духот на Отецот. Тие се тие текстови кои слегуваат. Тој е учителот. Јас сум само избран сад за негова слава. Зборува и денеска низ мене, Татко, нека Твојот дух ги допре сите оние кои се жедни за Твојата љубов. Ти благодарам што ме донесе овде жив и здрав, што ми даваш сила, што ми излеваш слова да работам, што го даде радиото Свети Дух Македонија, жива вода. Кој е жеден, нека дојде да пие од радиото. Кој е гладен, нека дојде да јаде, да се укрепи. Ние не го примивме духот на овој свет. Духот на Отецот го примивме. Тој ни дава живот. Вдахнат ни е дух во лицето. Тој е љубов. Таткото, љубовта ја примивме. И таа е таа трунка љубов која треба да не освети, да не исчисти, да не спотне да повикаме во слободна волја. Значи, дух на овој свет. Пазете, што е тоа дух? Па духот е тоа што сме ние вистински. Душа, тело, тело од земја и вдахнат дух во лице. Во лице. И стануваме жива душа. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Нашата изворна првична природа е духовна. Нашиот татко е наречен татко на духовите. Дух, ние сме духовна, изворна природа, љубовна природа. Никој нема власт над духот. Тој оди каде што сака. Духот оди каде што сака, ветрот дува каде што сака. Отецот
нашиот Отец, ветрот дува каде што сака, не го гледаш, но сеќаваш сила. Самиот дух вдахнат во лицето, во тело создадено од земна кал, не прави жива душа. Тоа е битие, создание на границата на материјалниот свет и духовниот, кое има време на милост, слободна волја, значи на границата на сатанскиот, демонскиот, паднат материјален свет и духовниот свет на вечната љубов на Таткото Небесен. Значи, битие на границата на материјалниот свет, кое има време на милост, слободна волја да избере Царство Небесно. Да работиш за Царството Божие или своеволно благочестие. Интересен израз. Своеволно, ти што сакаш благочестие, ти си сега во. Ти ќе кажуваш како. Духот е бодар, но телото е слабо. Марко 14:38. Без духот телото ќе не води телесната падната природа. И ние нема да може да се спротиставиме 10 Божји заповеди, значи никој не можеше да ги изврши. Доаѓа Исус, ги извршува, плаќа за нашите гревови, ја извршува волјата на Отецот и љубовта и ни дава сила да се насели во моето срце, во твоето, да не промени телесниот човек без духот. Свети Исусов нема сила да го скроти телото. Не знаеш да се спротиставиш. Тогаш си воден од духот на овој паднат свет, духови, демони на желби, похоти, непростување, осудување и така натаму. Пазете, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, горди сме на ова, на она, тоа не е од Отецот, не е од неговиот дух, туку од овој свет, 1 Јован 2:16. Значи, телесни желби, тоа што гледаш, тоа што мислиш, мислам, чувствувам, сакам, јас, се водиш сами од себе, јадеш од дрвото на познанието, на доброто и злото, изгонет си од рајот и си смртен. Два духа има во светот, на земјата кои те водат, по нив се однесуваш, се гледа духот на овој свет, тоа е тоа сакам, мислам, чувствувам, верувам, работам за себе, според себе или според учења, постапки на луѓе. Воден си од својата волја, ти владееш, ти решаваш што ќе правиш со духот на овој паднат свет. Тоа е духот на овој свет, своеволно благочестие. Другиот дух е Исусов дух свети. Духот утешител, духот исцелител, духот на мудроста, духот на љубовта, духот на силата. Ете, тоа е тоа што ти треба да се родиш. Дали му дозволи да живее во тебе? Дали му дозволуваш да те учи, да те обликува, да те кастри, да те искапе, крсти одвнатре со водна бања во Словото, во Духот? Значи, капење надворешно не те носи до Исус, иако е почетна позиција. Внатрешно капење, Духот треба да се насели во твоето срце и луѓето само мислат дека се во Исус, сам Бог на мирот. Тој ќе ве освети, наполно во се ќе ве исчисти и целиот вак дух и душата и телото да се запазат без порок до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. 1 Солуњаните 5:23. Значи мораш да му го дозволиш тоа, да те промени, да не действуваш, да се случува нешто, снемува некое плико со средства кои треба да ги платам на една фирма што ми ја води невладината организација пред почетокот на средбата, и тука сме со една сотрудничка наша. И сега да кажеме, не, и тераме ние служби, само велам Исус е каде и ми покажува каде е. Еднаш кога така се случи, требаше во една заедница протестантска да кажам нешто, го заборавив паричникот со клучевите, со документите, горе на таксито со кое дојдов на покривот. Им кажав на луѓето, влегов и ми вика, ајде тихо, ти си наред. И реков, Исусе, ти ќе го најдеш паричникот. Кога се вратив, таксито го вратил, го донел во црквата. Видете, тоа е тој момент,
кој ме води. Значи, осветен да бидам исчистен во духот, да му дозволам Исус да дојде во моето срце. Тоа е реално. Да живее во мене. Кој живее во моето срце, да има каде глава да подслони. Да остане во мене за секогаш. Јас сум во Отецот, Отецот е во мене. Зборува за Исусово доаѓање во нас и второто Христово пришествие, кога ќе заврши овој паднат свет, кога ќе се исчисти житото од плевелот. И ние растеме со тоа жито, значи два духа има. Духот на овој свет се демоните кои живеат во луѓето. Разни желби, похоти, врзаности. И духот на овој свет, на Исуса Христа, мало стадо, кое има дух, исчистено е, и е светлина на светот. Потоа вели, благодарите за се, зашто таква е волјата Божја во Исус Христос спрема вас. 5:18 Солуњаните, друг препев, бидете секогаш радосни, постојано молете се, будни во дух, поврзани со Исус, што и да ви се случува, прифаќајте го со благодарност, зашто така вие што му припаѓате на Исус, ја исполнувате Божјата татковата волја. 1 Солуњаните 5:18. Чија волја исполнуваш? Тоа те одредува дали си ти во Исус. Многу христијани, скоро сите ја исполнуваат својата волја, своите желби, своји толкувања и само мислат фарисејски квас дека се во Исус, а си живеат на ист начин, нема никаква промена. Значи, прифаќаш со благодарност, така ја исполнувам, му припаѓам на Исус Христос, му припаѓам припадност, ја исполнувам татковата волја. Друг препев, бидете секогаш радосни, постојано молете се, будни во дух, поврзан со Исус, што и да ви се случува, прифаќајте го со благодарност, зашто така вие што му припаѓате на Исус Христос ја исполнувате Божјата татковата волја. 1 Солуњаните 5:18. Во 19 стих ни вели, немојте да го задушувате дејствувањето на Светиот Дух. Дозволете препуштање будна молитва, Негова волја, не гаснете го духот. Друг препев. Како? Па така не му дозволуваш и ти немаш масло, ќе ти се изгасни пламенот. Значи, дозвола, препуштање, будна молитва, Негова волја, не гаснете го духот. Друг препев. А го создаде Господ Бог човекот од прав земна, од кал, и му дувна во лицето дух животен, свет дух здив на љубовта, и човекот стана жива душа. 1 Мојсеева 2:7. Тој е тој дух што сме го примиле за да бидеме живи, а потоа ние со паднатите духови, падната природа, си живееме како што сакаме и само мислиме и зборуваме за Исус. Душа е здив на љубов, пламен кој не гасне, здив да гори пламен од кратко време, е духот на овој свет, минлив и смртен, да гори вечно е Светиот Дух, не гаснете го духот, пламенче љубов кој е во секој еден од нас, живот во нас, вдахнат дух, за да оживееме во тело, душа и дух. Никој нема власт над духот. Тој треба да те води. Слава ти, Господи Исусе Христе. Освен Отецот, Духот се враќа кај оној кој го дал, вдахнал, кога ќе поминеш низ огнот, низ филтерот на љубовта, огнено езеро, жива вода. Кој дух ме води? Кој дух ме води е важно. Себе си се водам или Исус ме води. Возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку проверувајте ги духовите, дали се од Бога, бидејќи многу лажни пророци се јавија во светот. 1 Јован 4:1. Како да ги проверуваш духовите? И ние имаме сега интересен момент. Дојака нас христијани
Не знаеше каде дојде, кога почнаме да се молиме, која виде, почна да ми каже, ми пушта проповед од една заедница. Му викам, не сме, зашто ми го напаѓаш тој? Значи, кај него оди, а кај нас веќе неќе дома збеснува, крши, фрла. Зашто ние дадовме заповед и не отстапуваме да заминат демоните. Тоа е тоа реакција. А во друга црква оди и ништо не му е. Одел во сите цркви, поминал и што да се каже. Значи, како да ги проверуваш духовите? Дали се од него? Има многу лажни пророци во светот, 1 Јован 4:1, па во заедниците, со другите сотрудници, со старешината на заедницата, и имаме 3 филтри, назнаки. Кога ќе дојде духот, мене ќе ме прослави, само Исус ќе го славиш. Цркви кои не го слават Исус, слават нешто друго. Немаат дух, ќе вика татко. Татко ќе вика. Татко, после ти викат Господи, 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 Господи. Не секој што вели Господи. Затоа е тој стих. Ќе вика татко, Оче и само Господи Исусе Христе во будна молитва без прекин и ќе го нарекува Господе Исусе Христе постојано. Никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Те сакаме Господе Исусе Христе. По ова распознавајте го Божиот Дух и Духот на лагата. Секој што признава дека Исус Христос дошол во тело од Бога е. А ти вика, да, Бог нема син. Дошол и е во тебе. Во тебе дошол, во тело. Да си храм на Светиот Дух. Секој дух што не признава, не дозволуваш да дојде во твоето тело Исус Христос, не е од Бога. И ти не можеш да го примиш. Тоа е духот на Антихристос за кого сме слушнале дека доаѓа. Каде доаѓа? Па во вас. Па и сега е веќе во светот. 1 Јован 4:2-3. Сега е во вас. Штом не му дозволуваш на духот на Исус да те води, да се менуваш, штом не се менуваш, ти си исполнен со духот на Антихристот. Тоа е тој паднат дух, духот на овој свет, тоа се демоните. Значи не признаваш, не му дозволуваш на духот да живее во тебе. Само зборуваш за него, а си се чуваш душата своја, си го чуваш своето. Значи признава и доаѓа. Кого признаваме за собственик? Кој ми доаѓа во срцево, чија волја и намера извршувам. Во друг стих наместо признава се вели проповеда, исповедува, сведочи и оддава признание на Исус. Му се предава на водство во будна, непрекината молитва, совет, помош, решение, дозвола, признание. Духот да зборува и действува во нас, а ние сме храм Исусов на Светиот Дух. И не си припаѓаме само на себе си, скапо сме платени, доаѓа магла, слава ти Господе Исусе Христе. Не го слушаме Исус, си се слушам себе си, духот на овој свет. Пазете, имаме дух на вистина, Исус, дух на заблуда, духот на овој свет, своеволно благочестие. Значи 1 Јован 4:6, припаѓање на Исус, припадно собственост 4:6, 1 Јован 13 стих. Негови сме созданија, ни дава сила и љубов, свет дух, духот што е во нас, Исус Христос е посилен од духот на овој свет, кој е потрошлив, смртен од духот на Отецот, кој е вечна љубов. И сега ти имаш проблем и не можеш да го решиш, значи немаш сила и дух, мораш да научиш како да ја примиш. Имавме еден проблем, значи син малтретира мајка под седативи, мораш да примиш сила и да му се спротиставиш, да научиш. Значи јас можам да дојдам да го избркам, ние го направивме, тоа тој збесна после дома. Фрла, крши, прави. Мора мајката да прими сила, вистинска сила. Друго е кога се молиш и му се случува. Како може да се молиш за негово исцелување, му се случува подобрување, а кога треба да ги гониш демоните, не знаеш. Не знаеш да се бориш, немаш сила во духот. Треба да научиш да видиш од десната страна
Не само да зборуваш. Духот да зборува, не ти да зборуваш. Духот да те води, Духот да мисли во тебе. Духот да ти даде љубов, да ги љубиш сите, да те промени. Кога ќе го научиш тоа, ти ќе разбереш кој си, зошто си, чиј си, кому му припајаш. Исусе, те сакам. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од вас. Се што не е од Исус да си замине, кажете амин, Исусе, вети го моево срце. Дојди, ти ја давам душата, ти ја враќам. Да примам сила, да бидам син Божји, кој го води Духот Божји, сотрудник, работник на жетвата, чии сотрудници, чии имиња се запишани во книгата на животот, со наследник Божји. Те сакам, Господе Исусе Христе, да бидеме едно со Отецот и со Исус. Те сакам да бидам син Божји. Синот има сила. Синот е воден од Духот. Синот ја исполнува волјата. Јас имам татко, семоќен небесен Бог, Отец, создател на се, вечната љубов. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од заедницата, Сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе. Силата Исусова, знамето Исусово радио Свети Дух Македонија, кренато од Армакедонија до Царството Божјо. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, не за сатаната и смртта, да за Исус во мојата душа, во моето срце, во семејството, во сотрудници, во радио Свети Дух, во македонскава земја и на секаде. Татко, го објавувам Царството Божјо во моето срце и на секаде каде што те движам. Се што имам, се мое, твое, победувам со Исусовата љубов. Амин од земјата до небесата. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. Прави и ти така, брате и пријателе. Без Исус ќе изгинеш. Светот е затруен со духот на овој свет. Наскоро доаѓа ново небо и нова земја. Второто Христово пришествие. Овој свет ќе помине низ огнот на љубовта. Ќе се прочисти во нов циклус. Нова битка за души. Војната е добиена, Исус е победникот. Амин. Царството Божјо е внатре во мене. Моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Татко небесе, во Исуса сум возљубен. Ти го давам срцево, да се всели